почитувани гледачи, добро вечер во ново издание на 24 анализа, како што можевте да се информирате од најавниот форшпан. Вечерва тежишна тема ќе ни биде предлог измените на законот за пратеници во делот на тоа дали еден пратеник треба да поседува само македонско или повеќе државјанства. Овој закон малку како да е ставен предлог закон како да е ставен малку ад акта со цел да се изјаснат уставните и правните експерти. Но ова вознемири дел од оние представници наши на диаспората со политички амбиции во земјава. Дел од нив имаме во студиото, ќе поразговараме на оваа тема, но секако и за политичката ситуација во државата. Во нашето студио е господинот Јанко Бачев, председател на Единствена Македонија. Бачев, добро вечер и благодарам што сте дел од ова издание на 24 анализа. Од мојата десна страна господинот Горан Илиевски, партија на македонците во Србија. Илиевски, добро вечер и вам и благодарам што позитивно се изјаснивте на нашата покана, и господинот Јорго Огненовски, демократи. Огненовски, добро вечер и вам и благодарам што сте заедно со нас во оваа дебата. Благодарам за поканата, поздрав до гледачите. Така. Еве, јас ќе почнам прво со вас, бидејќи сте политички активни тука, иако не сте дел од собранието, вашите партии сепак сте дел од политичкото милје, да речем, во државата. Огненовски, денеска премиерот излезе со најава дека набрзо ќе има избори, што и да значи тоа набрзо, бидејќи знаеме дека од прилика на половина мандат е владата, имаме уште 2 години, 2028 се редовните избори, што значи набрзо. Еве, телевизија 24 имаше информација на, нели, повикувајќи се на избори од владата, дека за напролет нешто се крчкаат нови предвремени парламентарни избори. Напролет, сега е пролет, ама за другата година, да. инаку премиерот Мицковски, бидејќи во овие последни 2 години со неговата влада, со нивните партнери, влени знам, 2 години немаат ништо направено, напротив, ја враќаат државата во секое општествено живење, од економија, образование, здравство, инфраструктура, животна средина назад, и ја пикат во една огромна црна дупка од кој што нема враќање назад ако не се спречат и не се тргна од власт. Ние како демократи повеќе пати повикуваме на превремени избори од таа причина што ја спомнав дека досега стварно немаат ништо добро направено за Македонија. И ова што премиерот го кажува е повеќе приказна за мали деца да ги смири, ајде да кажам, да ја смири опозицијата и граѓаните, добро, ајде ќе одиме на избори и така натаму. Не му верувам на човекот, за жал, кога да излези на медиуми, кога да отвори уста, лаже, и тоа е моја став и ставот на демократи. Сметате дека, иако вели дека набрзо ќе има избори, дека нема да има избори? Така, сигурно сметам, тој блефира и сега ние нормално го туркаме, го форсираме да имаме избори, бидејќи сме тотално незадоволни од ситуацијата кој што владее, и за жал ќе кажам, јас независно дали нив ги поддржувам или не поддржувам, сакам или не, сакам Македонија да оди напред, и ако веќе народот на некој му ја дал до вербата да владее, поточно да менаџира со државата, овие не менаџират, владеат со државата, за жал немаат ништо направено. Инаку, верувајте ми, јас се молам и на Бога ако треба, кој што менаџира со оваа држава, кој што е на власт, да направи нешто добро, една за секојаш да тргнеме од точка нула, а ние веќе не сме во точка нула, не сме во минус нула и пропаѓаме, за жал. Така. Еве, господин Бачев, вие на истото прашање, еве, господинот Огненовски вели нема избори. Па ја, мој проценка е дека ќе има предвремени парламентарни избори, дека владата нема да го извади целиот 4 годишен мандат. И тоа не е ништо невообичаено во една парламентарна демократија, во еден плурален систем, не само во Македонија, него во сите европски земји, секогаш владеачката структура прави проценка дали ќе го извади целиот мандат или ќе оди на предвремени избори, и оние тие проценки ги прават и кога имаат голем рейтинг, а и во друга ситуација кога немаат голем рейтинг, значи нивна е проценката дали ќе одат на предвремени избори, на сите нас ни останува на тие избори да учествуваме или да не учествуваме. Сега за мене побитно е тука да успее во овој меѓу период да се измени изборниот закон и да се направат тие промени во делот на финансирањето на политичките партии за време на изборите и во делот на медиумскиот пристап. На последните локални избори ние како Единствена Македонија застапеност на медиуми 0 секунди. Учество во државното финансирање 0 денари.
А знаеме за избори најбитно е медиумското представување. Како ние ќе излеземе на избори пред граѓаните кога имаме 0 секунди пристап до медиумите. Значи тој изборен закон мора да се промени, таму е кажано дека сите пари од буџетот, целиот медиумски простор го делат најголемите партии за време на изборите и вие гледате за време на тие избори секоја вече ги гледате спотовите на тие партии. Значи не се слуша ништо за другите партии, така да тоа е битно. Ако сакаме вистинска демократија, мора да го сменат изборниот законник во делот на финансирањето или во делот на медиумското представување. Некаде околу 4 милиони евра од буџетот се земаат за време на избори за медиумско представување и во тоа учеството наше беше 0 денари. Значи или пари ќе има за сите од буџетот или да не дават на никој. Па да излеземе пред граѓаните да ги представиме нашите програми. Значи тоа се моите, а ова околу избори, кој што кажа, значи ќе има предвремени. Очекувате дека ќе има предвремени парламентарни избори. Илиевски, ќе има избори и во Србија, така или ќе нема? Каква е атмосферата? Слушаме дека на 28 јуни на Видовден дека се подготвуваат. Еве, што велат вашите последни информации? Ќе настапувате ли на изборите? Ние настапуваме и ние сме меѓу први партии од опозиција што им дадовме безрезервна и безусловна поддршка на студентите. Ова е сега добивање на време од премиерот, од претседателот Вучич дека ќе биде на 28 јуни избори, па сега ретерира, па ќе биде на јули. Нема, тој сака да со тоа смири тензијата која е за смена на власта и едно сценарио кој можда поверојатно да ќе остане до крај на годината и тек кога ќе дојде термин за избори, а то само ќе го договлечува со тие ветувања дека ќе има избори да ја смири тензијата која е огромна во српскиот народ. Во врска со македонските избори, ја би сакал да напоменам дека во моментот политичкиот систем во Македонија не одговора на оно што е парламентарна демократија. Ми имаме ни помала држава, ни повеќе изборни единици. Освен 6 изборни единици во Македонија, имавме и 7, 8 и 9 изборна единица од диаспора, Австралија, Америка и Европа, сега е само една 7, а диаспората е по бројност многу поголема од било која изборна единица во Македонија. Тоа е бројчано и докажано и со овој нерелевантен избор на диаспората на нерезиденти. И во Македонија мора да се измени изборниот закон, да се направи една изборна единица, да не се излегува во пресрет на некои национални малцинства кои сака да имаат 5 и 6 изборна единица да би добиле по нивниот прорачун повеќе места и да би една изборна единица и отворени листи. Тоа е парламентарна демократија у прав смисол. Има и меѓу големите партии, меѓутоа еве се уште не го носат, повторно е тоа за една изборна единица на дневен ред, а кога не е, секогаш е на дневен ред, но никако да се донесе. Да, јер ние од диаспора не ни очекуваме дека диаспората пак ќе гласа, затоа што нема да има електронско гласање, некому не му одговара да се чуе глас на диаспора, нити диаспората е заинтересирана да гласа на парламентарни и претседателски избори во Македонија, затоа што едноставно контекст со диаспора е минорен и од страната диаспората од политичкиот систем од Македонија, што се крже уставот, затоа што секој што е државјанин на Македонија, ма каде во свет да се наоѓа, има право да бира и да биде биран. Значи да гласа и да тоа биде е со уставот и уставот изричито не забранува. Значи еве сега одиме со како се вели со измените на законот за пратеници, она што е како да кажам носечка тема во вечерашнава емисија, бидејќи дел од вас па и вие излеговте со коментари зошто еве на некој што има две државенства да не може да речеме да аплицира и да се стави да биде биран практично на изборите, иако има одредени позиции со закони лек специјалис, се знае амбасадорите дека треба да имат едно државенство, не знам директорите на АНБ, на Агенцијата за разузнавање и така. Господин Огненовски, како вие ја дочекавте оваа најава за тоа само македонско државенство за некој што сака да се кандидира и да биде пратеник, иако после имаше и предлози и функционерите практично да има таа можност само македонско државенство да имаат. Па видете, властите кои што се 2 години на власт немаат ништо добро направено за Македонија и со покренување на овој закон да се донеси дека луѓе што имаат двојно државјанство да не можат буквално да се занимаваат со политика. Значи тие се луѓе од втор ред, не му се верува нив, а ние знаеме дека Македонија е иселеничка држава, уште пред 150 години оделе во Америка, Австралија и така натаму од други држави. И по цел свет имаме неверојатно успешни луѓе, македонци, и се разбира и други граѓани, кога зборувам други граѓани, мислам и на албанци, власи, турци, роми, бошњаци, кои што се граѓани на Македонија.
Значи, сите ние сме ставени во исти кош, за да можат полесно овие неуспешни политичари, кои што 35 години владеат со оваа држава, и докажа, бидејќи убаво кажува некој, не ме гледај што правам, не ме гледај што правам, слушај што ти зборувам, така нашите политичари 35 години, и ја уништија државата. Тоа што плачка, но се тотално неспособни. И овие некако гледам како да има некоја конкуренција од луѓето кои што се државјани на друга држава, освен Македонија. Значи, тука, јас себе пример, лично сум државјани на Македонија, исто на Соединетите Американски држави. Сум живеал 30 нешто години. И нормално, од почити и бенефици, јас живеам тамо, треба да имам државјанство од таа држава. Дали е Кина, дали е Русија, дали е Германија, дали е Австралија, не е битно. Но пак ќе кажам дека имаме фантастични и квалитетни луѓе кои што живеат во странство и имаат двојно државјанство, македонско. И тие луѓе само може да помогнат. Не ова влада пред една недела две, кога беше премиерот Мицковски во Австрија, побара од иселениците таму, диаспората, да инвестираат во Македонија. Тоа се вели, дајте ги вашите пари, вашето знаење, али нема да учествувате во менаџирање, поточно во одлуките, дали ќе бидете премиер, преседател, пратеник, еве како што некои од преседателите и да речеме политичари предлагаат ода до таму, да не може да бидеш пратеник. И сега како тоа испаѓа, дека ние што, дека работиме за две држави, во тој поглед, па ние, видите, ако сакаме да направиме штета на некоја држава, не треба да имаме две државјанства. Поголема штета од овие политичари што се на власт 35 години, сега во последни 2 години, никој нема направено на Македонија. Значи, против овој закон сме и не сме да се донеси. Втора работа, пазете, предлагаат закон, а е противуставен, против закон. Да, сега би затоа реков, оставено е да видиме уставните, да видат нели уставните и правните експерти како ќе се произнесат, дали може би има дискриминација, бидејќи уставот изричито не пропагира, нели секој има право да биде биран и да бира. Видите? Не пропагира услов, нели, само македонско државјанство. Да, секој човек што се занимава со политика или воопшто човек кој што сака да го прочита уставот, може да ја најде таа точка и да ја прочита. Значи, пазете, кога си пратеник, пратениците на ДПМН предложија ваков закон. Се сопреа 5 души кои што мислат толку треба за да предложат за да треба закон, сигурно да предложува закон, а тоа е повеќе, јас мислам, за нашите македонски Имали уште еден државјани. обид во 2021, но тогашното мнозинство не му го припати. Да, само да завршам мислата, извини ми. Ова е повеќе направено за луѓето кои еве ве зборува дека има 200.000 бугарски пасоши. Кога Бугарија стана членка на Европската унија, нашите политичари, власти, влади кои што владеат тоа време и сега, ништо не презедоа да спречат тоа масовно земање на бугарски пасоши, а тоа не ги прави нашите македонци, поточно македонските граѓани, независно од вера, нација и религија, бугари, бидејќи се виде сега на изборите, имаше 400 луѓе кои што гласаа, и се разбира на пописот се негде околу 3.500 бугари се пријавија. Тоа го прават од економски причини, бидејќи нашата држава е тотално уништена економски. Тоа сите го знаеме. Овде не можеш да заработиш и најстрашно што е нашиот политички труп, криминален систем уништува квалитет. Во развиени држави форсираат квалитет. Ние напротив, зошто? Затоа што нашите политичари 99%, да не речем 100%, чест на исклучоци, се неспособни, кои купиле дипломи, кои се неписмени, кои немаат појма од менаџирање со државата, но тие имаат страшна способност да се организираат добро, во поголеми политички структури, ја што ги викам криминални злостронички банди, за да управуваат со државата, поточно владеат со институциите. И затоа нашите млади и повозрастни луѓе земаат бугарски пасоши. И сега, пак ќе кажам, како представник, јас се рачунам, човек кој што живеа повеќе од 30 години во Соединетите Американски држави,
И можам слободно да кажам, сум представник и ги представувам, бидејќи сум председател на политичка партија Демократи, сите македонски граѓани, независно вера, религија, да не зборувам само македонците, оти не се во прашање само македонците, ние не сакаат со овој закон да не стават во ќош, да ги земат нашите пари, нашето знаење, да, дојдете во Македонија, инвестирајте, но вие нема да одлучувате. Бидејќи верувам, длабоко во Македонија има страшно квалитетни луѓе, способни луѓе да ја менаџираат Македонија, повеќето од нив не сакаат да се занимаваат со политика од X причини, во тоа не навлегувам, но во диаспората има страшно успешни луѓе кои што можат да му помогнат на Македонија. И ти кој ќе кажеш сега не можете вие, бидејќи имате двојно државјанство, да се занимавате со политика, не можете да бидете ништо, ни еден функционер, а одлуките функционерите ги носат, знаеме кој менаџира со оваа Така, држава. избрани и именувани функционери, значи Да. тие. Баче, вие што мислите? Вие имате можност за двојно државенство, но не ви е искористена, мислам, таа можност по основ на вашите родители. Мислам дека се во Холандија. Како што имаме, нели, имате информирано, нели, јавно за тоа. Па да, тоа беше како можност, ама јас не ја искористив. Тоа можност е пред многу години. Да. Стартот е кога, еве сега се потсетам, 15 јуни, далечната 1977 година, кога со авионски лет Белград-Амстердам прв пат стапнав на холандското лошоси, тоа е пред 50 години, така. После низ годините, така се двоумев, кога се растрои Југославија, 90-та година, дали да искористам таа можност, и во еден момент тогаш завршив факултет 90-та година и на универзитетот во Утрехт ми ја признаа дипломата на правниот факултет, само требаше да дополагам два предмети: историја на Холандија и уставно право на Холандија, меѓутоа и тогаш Тоа беше услов за да се земе или не, еден од тоа условите за јас државенство? зависи од мене. Тоа значи тогаш се двоумев, пак се вратив, не сакав да останам. И после веќе со текот на годините пак го сменија законот и таму се холандјаните пред дозволуваа повеќе државјанства, после го сменија само едно и мора да се откажиш од собственото ако бараш друго државјанство, а мене ми паѓаше на крај на памет, значи се откажам од македонско. Така да јас едината моја ја гледам веќе во Македонија, во мојата држава, така да што не ја искористив таа како можност, али не е проблем јас за престој, за патување, ако сакам да кажеме. Ги имам тие привилегии да можам. По основ на вашите родители. Вашите родители кога се отидени во Они се вратиле Холандија? веќе тука, тоа е веќе 60-те години тоа. Заминати, мислам отишле И таму. сега за- што е интересно, што сакам да се надоврзам на темата. Значи сега ова Да, дел од опозицијата вели сега ќе се мери, нели, патриотизмот, нели, партиите ќе го мерат, еве, пред избори, ако има избори набрзо, како и да е. Како гледате вие на оваа идеја? Иако Ова по е за социјалните мене- мрежи, ако се гледа, има доста што граѓаните даваат поддршка, па велат, еве, нека се покажат вистинските патриоти, ако патриотизмот се мери со тоа, ако се бавиш со таква работа, нели, ако си пратеник или функционер, да го потврдиш на некој начин и лојалноста кон. Па ова е сега за мене повеќе така една изнудена тема, повеќе од политиката, од пропагандата, бидејќи секојдневно во изминатиот период се слушаше, нели, овој имал бугарско, овој немал, врши вака. Така, слушаме, И ова така. беше повеќе изнудена една така реакција, па ајде да видиме кој го има тоа и ќе го промениме се законот за пратени цели. За мене генерално ја тука во два дела би кратко Да, би кажал да. само околу државјанството, значи генерално не е спорно дека човек може да има можеби две државјанства или три државјанства. Значи тоа не би требало да биде спорно. Настрана се тоа со Бугарија што е тензијата, али зборам генерално. Тука сентиментот е секогаш повеќе со зборам Бугарија, сега генерално. не зборуваме Значи, за други државјанства. Ние повеќе секогаш треба да ги гледаме луѓето што тука биле температура на да се функции, пева, значи активностите во државата да ги гледаме преку активностите на личностите. Ние сега ова тема како што се наметна, значи за целата вина на Македонија овие 30 години за овој грабеж, предалса што се случи, ќе излезе дека двојните државјанства ќе излезат како причина. Нема врска. Дај Боже, ние во овие 30 години да имаме влади, нека имаме министрите и по 5 државјанства, али денеска народот да имаше по 1000 евра плата, да си имаше убава сигурност. Никој немаше да каже министрите, ако тие министри биле промакедонски, работеле добро за државата, створиле благосостојба, кој ќе зборуваше денеска за двојни државјанства? Ама во услови на грабеж 30 години, предалса што се случи во оваа држава, масовно бегање на луѓето и сега ова тема служи за една добра забава. Значи не е спорно дали луѓето ќе имат едно или две, значи битно е како дури некои наметнуваат темата дека одат на патриотизам, ако имал двојно државјанство не е патриот, па ако биде во затоа велам, по социјалните мрежи можеше све да се ако биде во прочита, безбедносните органи со двојно државјанство, значи
Па ние сега еве се може ќе биде малку нескромно, ќе кажам преку мојот пример. 2001 година имавме војна, така кажав пред малку дека јас во таа 2001 година може да се качам на авионот, да се земам фамилијата и прв ден напуштам државата. Значи има кај да одам, се пред малку зборува. Ја во таа 2001 година бев припадник, не бев во македонската опера и балет, него бев припадник на македонските безбедносни сили, кај што се гинеше. Значи останав тука. И сега да сум имал 2 и 3 државјанства, битно е дали сум останал тука да ја бранам државата. А во тоа време пак македонци што имаа многу државјанства, од ја во тоа време во МВР жив сведок сум, не можевме да ги најдеме да направиме во тоа време регрутација. Сите избегаа на Халкидики. Кога требаше да се брани државата, а македонски државјани, и што дека имаат македонско државјанство. Значи патриотизмот треба да се цени преку активностите, преку дејствијата на луѓето што направиле. Не можевме да ги собереме и на крај таа регрутација што се вршеше, воглавно беа деца на сиромашни македонски фамилии 80-тите и тие изгинаа за време на војната. Сите тие други избегаа на Халкидики за време на војната. Катастрофална беше регрутацијата. 10% беше, мислам, таа мобилизација што ја правевме во рамките на МВР. Така да, значи, во тој дел ние треба да ги гледаме активностите. Само 10% од луѓето на мобилизација беше само 10%. И од тие 10% изгинаа луѓе на најсиромашните луѓе во државата, тие 80 што изгинаа. Кажав, другите сите избегаа, тие што беа деца на видни луѓе, на политичари, на бизнисмени, сите избегаа на Халкидики за време на војната. Кога се вратија после, победи СДС 15 септември легендарно од 2002 година, кога се вратија, сите станаа кој амбасадор, кој министер, кој директор, се наредија сите. Така да смислата им беше, значи, ние треба да ги гледаме преку активностите ови работи. Сега се вратам на Бугарија. Тоа ствара тензија, бидејќи Бугарија ја злоупотреби. И они веќе калкулираат, еднаш излезе официјален вика 100.000, еднаш вика 200.000 македонски државјанства, тоа не е битно. Значи ние вела државна тајна на секоја држава да не го кажува нити пак имиња презимиња на своји државјани. Факт е дека они тешко е да се дознае. Факт е дека формално правно Бугаријата има доказ, кога ги дава тие државјанства им бараат луѓето да потпишат. Дека по дедо, прадедо биле со бугарски корени, значи они формално правно го имаат. Меѓутоа сега нашата влада треба, значи, со една засилена активност тоа во Брисел да го демаскира. На кој начин? Значи треба прво да го кажат тој опште познат факт, да кажат дека тие луѓе сите тие државјани се взимаат од економски причини и да образложат во Брисел да им кажат вака. Ајде вие во Брисел, господа, повелете, дајте ги истите права на македонците, таа Шенген права што се да можат слободно да се движат, слободно да работат, дајте ги истите права, издрандете ги македонците како бугарите, како сега што не ова Вучич и Рама тоа отворен Шенген, за овие земји да не бидат членки формално правно, да немаат право на вето, ама да бидат како членки од втор ранг, како одеше тоа имаше изјави, дајте ги сите права, па ќе видите кој дали ќе земе некој бугарски пасош. Нема да земе никој. Значи ќе излезе на виделе на таа вистина дека тие луѓе земаат пасош од економски причини. И втора работа, да не кажат, чекате луѓе, 2007 година не е пред 1000 години, тоа е пред 19 години. 2007 кога влезе Бугарија во Европска унија, тогаш почна тие државјанства. Зошто пред 2007 година нема ниеден македонец со бугарско државјанство? А 2007 и сега пред 19 години. Значи од сега почнаа тие државјанства да ги взимаат и тоа треба, значи, со еден постојан тим. Ние немаме таков тим во Брисел, една екипирана мисија која денонокно ќе лобира таму. Оти таму имате 750 пратеника во Европскиот парламент. Тие се таму од разни држави, од поголемите Германија и Италија до тие најмалите, миниатурните, Лихтенштајн, Луксембург. Па тие пратеници кои прати таму не знаат кај е Македонија, не па да го знаат проблемот со Бугарија и Македонија. Значи треба една мисија силна таму во Брисел што ќе лобира секојдневно и што ќе ја демаскира таа бугарска пропаганда што ние таму секојдневно слушаме. Еве гледаме дека се циркулираат некои нон-пейпери. И сега за ова за државјанство треба многу внимателно, бидејќи ние имаме македонци, господин Коране тука, имаме македонци во светот што живеат и не може ние сега да ги ограничиме, мора да се внимава тој закон како се напише. Он е македонец, матична сега домицилна држава му е Србија, он е српски државјанин, ама мора да има македонско државјанство како македонец ако сака и кога ќе земе тоа македонско државјанство и сега еве на следни избори, ако ние како единствена Македонија ја освоиме власта, квалитетен кадар, зашто да не биде министер. И сега не да го ограничиме, ќе му го земеме државјанството македонско. Зашто да не биде директор, да не биде функционер. Значи мора да се води сметка во чувствително прашање за македонците, мора да се води сметка во светот и што е најтрагично, владата тоа малку се зборува во јавноста. Добро е, можеби се размислила и владата. И уште ова само да го вратат законот од 92 година, каде што имаше една одредба, викаше дека сите македонци по потекло добиваат државјанство, не им бараа никакви услови. Доволно беше само се македонец по потекло државјанство. 2002 година кога дојдоа ДУИ и СДСМ после војната, ДУИ тоа беше силна и намет на владата на СДС ја укинаа таа одредба. Значи за македонците сега не важи одредбата да можат државјанство да стекнат по потекло. Тоа е особено битно пред 100 години тие предци што отишли во Австралија, Америка, се нивното трето колено веќе, тоа се исто македонци по потекло и таа одредба во законот мора се врати да им се даде на македонците по потекло
да го добиваат државјанството. Еве, господин Илиевски, Еве, болна јас- тема е да. за македонците во Србија, што се ете, дека може само по прво колено по потекло да Ќе се се земе, надоврзам на второто е тоа, тај да. го повелете. Греот е на наши македонци, конкретно од Србија, да не му се дае македонско државјанство, кој по потекло е чист македонец, затоа што се пренесува само на прво колено. Имаме веќе трета и четврта генерација, трето и четврто колено каде дедо е роден во Македонија и се одбиени од државјанство, македонско на захтевот. Тоа е греот. На македонец со македонско презиме да не му даеш државјанство. А 50 до 100.000 државјани на Косово, кога пребегавам година, добив информација кога добиле државјанство. И тие го реметат сега и национална карта на Македонија. И тие се попишуваат као нерезиденти од странство, од една IP адреса, под 200-300 луѓе и пописот од диаспора, од нерезиденти, мора поново да се ревидира, jer податоци што излегува као државна статистика на Македонија, дека има 170 и нешто илјади албанци во диаспора и само 68-70.000 македонци. Тоа се небулозни податоци кои, за жал, се во оптек. Исто така, од Австралија, рецимо, е попишано само 3.000 македонци. А на пописот во Австралија, по потекло од Македонија, 110.000. Во државна статистика на Австралија, 110.000 македонци, во државна статистика на Македонија, 3.000 македонци во Австралија. Значи, тоа се несогласувања драстични. И сега, околу двојно државјанство има и позитивен и негативен ефект. Ја се напоменам да наши македонци, кои се способни, завземаа позиции во Словенија и Хрватска као министри. Значи, ми имаме многу способни македонци. Во Србија премиер дојде од Америка со двојно државјанство, Панич кој купи ICN Галеника, министер за финансии кој стабилизира финансиска ситуација во Србија беше Аврамовиќ, дед Аврам што го вика, кој спречи инфлацијата која беше најголема во свет во Србија. Значи, мора да искористиме тој потенцијал што го има диаспора. Ми имаме способни луѓе. Од само општина Пландиште, каде е центар на македонизмот, имаме 15 доктори на науки на државни универзитети, кои работат по странство. Со се еден сум контактирали, се еден се изјаснува као македонец и е македонец, али без државјанство. И во амбасада, кога поднесува да аплицират за државјанство, им викаат, џаба аплицирате, нема да добиете, во Македонија ќе ве одбијат. Како ви тоа пристап на дипломатско-конзуларни оделенија кон нашите македонци во диаспора? Верувам дека така е секаде во свет. Дајте мало да се смени тој пристап. Македонија е мала држава, нас не треба се еден македонец од светот. Им треба да им нудиме државјанство. Ја влегов во сукоп со државниот секретар и после директор на АНБ, каде по година дена мимо закон се држи захтев за државјанство и не одобруваат и не одговараат. Го кршат 6 месеци законски рок за одговор на захтев за државјанство. Во просек колку државјанства се издаваат, господин Илиевски? Па еве, и вие дадовте податок за 3 до 4 години само 9 државјанства добија македонци од Србија во Македонија. Зашто ние више збориме? Ово е срамота, ово е греф од А интересот Бога. голем ли е меѓу Огромен македонците? интерес, али едноставно кога амбасада им вика не, џаба ќе плаќате, се плаќа и такса кога се аплицира за државјанство. Џаба ќе плаќате такса 100 евра, од Македонија ќе ве одбијат за државјанство. И онда еден пример дека човек 2 пати конкурирал за државјанство по потекло, што вие викате, го одбиле 2 пати. 2 пати е одбиен. Вие македонец одбиваме од македонско државјанство, даваме 216 на криминалци кои плаќаат државјанство. По кој основ? Да се стекне со македонско државјанство, во влада се погалага македонски јазик. Дали тие што се стекнале со македонско државјанство знаат македонски? И дали полагале тој испит да се стекнат со македонско државјанство? Тоа е моје прашање. И зашто сега бараат албански јазик да биде друг службен? Се знае кој е службен јазик во Македонија. Со владите барате ова што велате на тие средби? Па што немаме, велат владините за жал. представници, и со претходната влада, и со актуелната, и со претходно и... Еве, само ќе ви дам податоци, значи, кој све го водел од страна на државните органи. Министер задолжен за диаспора, министер, кога треба министер за диаспора да се купи некој национално малцинство као коалицион партнер, му дале на еден оджа. Имавме од партија на Египчани директор на Агенција за иселеништво. Првиот беше министер задолжен за диаспора, без портфел задолжен за диаспора. Како ми да преговараме со некој оджа? Ово е секуларна држава. Не можеме да мешаме извршна власт со верски функционери. Добро, ако е законот како што треба, не треба нас и вас, односно да ве плаши кој е, да речеме, поставен на
чело на таа агенција, да речеме, немаме ние Да, Министерство така да- за диаспора, да, имаме немаме, агенција. имавме. Ево, дали сметате дека Министерство би било подобро организирано Мора за да биде диаспора? да се направи Министерство за диаспора. Не министер без портфељ задолжен за диаспора, да му се дае место да биде министер, ни помала држава, ни повеќе министри. 23 министри има Македонија. Во првиот состав гледав 3 министри беа од албанска национална заедница, а 20 беа македонци. Сега сме егал во предпрошлата влада. Значи мораме да се бориме, диаспората има огромен потенцијал. Као прво, задача на секое дипломатско конзуларно представништво да биде да работи, да ја организира и диаспората. Ние не можеме да одлучуваме во некои глобални политики, светски стратегии, така да задача на тие манекени што се по дипломатско-конзулни представници се биде да се организира, да се запозна и да ги штити правата на македонци таму. А да ги штити правата, тие мора да бидат држављани Македонија, да бидат во правен однос со своја матица. Огромен е капацитет на диаспората. Многу поголем, а тоа говори и износот кој годишно, на годишно ниво, преку податоци од Народна банка уплатуваат во Македонија. Тоа е над милијарда и по легува во Македонија. Од тоа 18% се троши овде, државата добива. И уште еден многу, сакам овде да напоменам да најнеорганизована држава во регионот во однос на диаспора е Македонија. Ми немаме ни конгрес на диаспора, ни совет на диаспора, ни форум, никакви институции кои можат едноставно да привлечат диаспора да биде активна и овде. Ја инициирав и се направи еден форум пред корона, каде ни доведоа некој да ни пропагира диаспората да дојде да поправа заби медицински туризам, современи држа предавање. Дентален туризам, добро, и Да. тоа не е лошо. Само кратко. Како иде, ајде кратко па пауза за реклами, Кратко само па ќе одиме со да му кажам одговор. зошто не ги добиваат државјанствата. Тоа што го спомнав пред, да беше по законот од 92 година ќе добија државство. Според 2004 година ги израмња со сите. Сега и овие бегалци од Афганистан да бараат државјанство и Македонија да бараат државјанство, треба да исполнува исти услови. Тие се 10 во законот, да е полнолетен, да има стан во Македонија, 8 години најмалку да бил во Македонија, да нема кривишна постапка, да го владее македонскиот јазик, ајде тие ќе исполни него стан, 8 години во бараат и на него. И затоа ние како единствена Македонија имаме готов текст со години во собранието да се врати таа одредба од 92 година, да не, тоа се вика исклучителна натурализација, да не им бараат никакви услови, единствен услов да биде македонец по потекло. Толка, сега ги израмња нив со сите. Кој да дојде да баре во Македонија државјанство, им би бараат тие услови, затоа ги одбиваат, бидејќи кој има од нив тука 8 години непрекинат престој во Македонија. Тоа е проблемот зашто македонците, тоа 2002 година дуи таа одредба успеа со Бранко Црвенковски ја избриша. Од законот и сега вие сте израмнати со сите македонци. Тоа е жално и трагично македонци да не може да добиваат во Македонија собствено државјанство. Нас не ветеле дека ќе го изменат законот за државјанство, тоа дај Боже да го веќе изменат. 3 години да се пренесува и на второ и на трето поколение по потекло, или имаме многу македонци по потекло, чисти македонци кои се одбиваат или сме изједначени со сите други. Сите. Затоа што едноставно 12 има заhteva да се добие државјанство, мора да имаш стамбено да си обезбеден, 8 години најмалку престој. да имаш финансиски Така. извори, значи некој ако нема стан или куќа во Македонија. Тоа е Сега више друга трагично. држава, не Значи, може да на биде истата државјанин спортист, на Македонија. бизнесмен, им даваат во Македонија, бидејќи има исклучителни причини за Македонија. Не е спорно тоа. Еве спортисти гледаме добиваат државјанство. Добро е тоа за македонските ракометни фудбалска репрезентација. На исакни бизнесмени, еве имавме еден со брат Роја, се сеќавате, значи. Им даваат државјанство кои кажуваат дека ќе вложат. Тоа е по исклучителна натурализација. Али македонците ги одделија сега таа исклучителна натурализација, им го одзедува правото по на олеснет начин да го добиваат тоа државјанство. Така. Јас сега ќе најавам пауза за реклами па продолжуваме. Почитувани, продолжуваме со 24 анализа. Господин Огненовски, имате американско и македонско државјанство, споменавте. Дали би се откажале од американското државјанство за овде, ако го сменат законот, да продолжите со политичките активности, евентуално се кандидирате за пратеник или, ете, може би за некоја друга функција ако победите на изборите? Видете, прво, нема да го променат законот, бидејќи рековме противуставен и има доволно сила во Македонија и паметни луѓе кои што ќе се избориме да не се промени законот. Да го се откажем од америчкото државјанство, нема да се откажем, бидејќи нема потреба да се откажувам. И ова е некоја како диктатура, како некој фашизам, некој кој што е на власт да донесува закони кои што ќе бидат штетни за Македонија и за Добро, со народот. поддршка излезе и опозицијата, актуелната СДСМ, сега само ДУИ е против и вложи околу 170 амандмани. Значи- Меѓутоа тука застана работата бидејќи е дадено на консултација. Еве кажувам дека нема да се откажам
И ако не треба да се занимавам со политика, ќе престанам да се занимавам. Нека се занимаваат криминалците кои што 35 години ја уништија Македонија. Па 99,9% 35 години се луѓе кои што имаат само македонско државјанство. Ја оплачкаја, ја разнебитија, и име му сменаја, се направија за Македонија, за жал, да ја напушат 500, 600 и повеќе илјади млади луѓе, иднината на државата, бидејќи без млади Македонија нема иднина, и најквалитетни луѓе од Македонија заминуваат. За жал, нашите најквалитетни луѓе кои се во Македонија, кои што остануваат, немаат шанса под овој политички трул криминален систем да функционират и да допринесат за доброто на Македонија и за граѓаните. Кога кажувам за доброто на Македонија, мислам во секоја област, од економија, образование, здравство. Значи, за жал, се добро супер организирани во криминални издосторнички банди, кои што порано, кога се формираа 91 како независна држава, го постанавме, денес повеќето владеачки политички партии се тоа што го кажав, криминални формирани во криминални здруженија и нивните криминални издосторнички банди ја унаказија државата. Кажете ми како е во практиката во Соединетите Американски држави? Вака, во Иако Соединетите има- Американски да. држави многу едноставно и американците, зборувам американци, граѓани на Америка кои што има државјанство се рачуна американец, но исто таму нема, не ти наметнуваат ти да дојдеш да потпишиш дека си американец, дедо ти, баба ти дека била американец, такви работи нема. Туку напротив, ако сум јас македонец и вие сте англичанка, велат Macedonian American, English American, Albanian American. Значи ти даваат и те поштоваат затоа што си тоа што Потеклото, си. да речеме Потеклото. И Америка е најдемократска држава во светот околу тоа. И во Америка секој може да биде на функција, независно дали има двојно државјанство или тројно, само не можете да бидете председател на Соединетите Американски држави, треба да сте родени. Може и тоа еден ден да осменат, но тоа не е битно. Ете, единствен човек кој што не може. Овде кај нас се пропагира, се промовира од ДПМН и се разбира има поддршка и од тие што има поддршка, да дури не можеш, пази, со двојно државјанство да бидеш еден директор или еден обичен советник. Кога викам обичен советник, тоа не е огромна функција, но одговорна е, бидејќи водиш општина и донесуваш одлуки, бидејќи што ќе изгласи мнозинството од советот во општините. Така, министри, директори, се градоначалници, разбира. сите избрани именувани. Значи, мојата приказна е многу едноставна. Зошто ние не одиме, а до сега 35 години не сме го правеле тоа поточно политичарите, да квалитетот оди напред. Не лепачи на плакати, не луѓе што купуваат дипломи, не луѓе кои што ја унаказија и исплачкаја Македонија или воопшто да не ја крадеа до сега, се неспособни да ја водат. И се замислите една фирма огромна, нека еве да имаме фирма од 100.000 вработени и да е најмоćна во технологија или која е друга област во Македонија и да ја зема да ја менаџират неспособни луѓе, ќе ја уништат таа фирма. А зборуваме за држава, зборуваме за народ. Под народ подразбирам се. Не само македонци во Македонија, и албанци, и турци, и срби, и кои сите се државјани бошњаци и роми и така натаму. Значи, како ние ова држава ќе ја спасиме? Единствено со честни професионалци. Дали има двојно државјанство? Дали се тие од Америка, Германија, Русија? Не е битно, луѓето живеат и во Кина, во Јапонија, во Австралија. Ние знаеме каде најповеќе има македонци, да речеме и македонски граѓани, ни светот. И тие луѓе ги треба да ги искористиме, како и нормално што викаме ние, еве, диаспората, каже и господино Горан и господино Бачев, дека ние треба да ги уклучиме тие квалитетни луѓе. А и јас по моите статистички податоци и читајќи податоци, не само мои приватни, дека луѓето од диаспората, еве јас живеам 8-9 години во Македонија, живеам овде.
Значи, сум државјанин на Македонија, сум председател на политичка партија Демократи. И јас се борам за доброто на Македонија, се борам за доброто на граѓаните. Значи, гледам, јас сум принуден да се занимавам со политика. Можам слободно да кажам, секогаш кажам, не сум политичар. Јас сум принуден. И моето искуство од Америка што имам стекнато повеќе од 30 години, затоа што сум се занимавал, сум имал бизнеси таму, дипломиран економиста сум, тоа треба да се искористи, а не некој да ми го спречува. А кој ми го спречува? Ете, тие истите што ја уништија Македонија. Независно, партиите си постојат и се менуваат луѓето. Порано бил Груевски, криминалец кој што избега, сега е Мицковски неспособен да води државата и затоа измислуваат приказни, затоа што пак да кажам дека го скренуваат тотално, буквално вниманието од граѓаните за ова состојба во која се наоѓаме, бидејќи 35 години ниедна политичка партија не направи ништо добро за државата, народот вели, ништо не се менува, седиме, тапкаме во место, не е точно, ние ком пропаѓаме, и само уште една мисла, ќе ми извините ми на и вие, значи бев во Америка месец и пол сега и гледам таму како се гради, гледам како се живее и пуштив некој видео да видат луѓето за нашата градежна мафија и поточно градежната мафија не постои фактички, политичарите ја креираа. Ние велиме градежна мафија како луѓе, но не постои таа, политичарите ја креираат како се градат згради. Како се градат паркови измеѓу згради, како има простор, паркинзи, пристап, езерца, значи нешто, одиш и си викаш дали ова возможно. Зборувам во последни 10, 15, 20 години со нови методологии во Америка, каде што да ти е мерак да живееш, да си паркираш кој што треба. Јас живеам во Кисела вода и во Битола, Кисела вода во Скопје, верувајте ми, понекогаш пола сат барам место да си паркирам пред зградата. Тоа никој досега го нема направено и затоа велам дека ние единствено мораме да се бориме најквалитетни луѓе да ја водат ова држава, а не да ги бркаме луѓето од диаспората и господинот Горан спомна за законот што еве македонци или уопшто луѓе кои што си од други нации и народи во Македонија родени тука потекнуваат, не треба нив да му се забранува. Значи, да биде као нешто 8 години во законот, да тука живееш, имаш стан, куќа, глупости не виден. Тоа е направено само за една причина, да се спречат македонците, се разбира и други граѓани, кои што имаат потекло од баба, дедо и така натаму, да дојдат и да си имаат свое државјанство. Ние треба да сме поносни тие луѓе да ги привлечиме, бидејќи од нив има и паметни луѓе, и сепак се наши македонци или граѓани на македонски граѓани на Македонија. И на Македонија се разбира ако заминали живеат во странство. Еве Бачев, знаеме ние некаде 90-тите години државата матицата нели земја одржуваше добри релации со диаспората. Каде се изгуби сега таа конекција, тие врски, па гледаме дека некако наноше државата со диаспората. Гледаме дека веќе и не ни гласа диаспората, рекоа дека ќе го сменат системот за некои наредни избори, нели по електронски пат да се гласа, за да ја анимираат диаспората, бидејќи вака имаше многу незначителен број што гласаа. Па и на тој начин да учествуваат нели во политичкиот живот. Па од 90 година, како што кажавте, се правија најразлични експерименти како да се подобри таа комуникација со нашинците што живеат нели во странство, се формира, имаше и министерства, имаше и агенции, сега најново мислам дека има агенција за иселеништво. Агенција за иселеништво, тоа е, така. Потоа, мислам дека 98 имаше и министерство, кој не беше министер Мартин Трендески, сега во тоа време имаше. Значи се правиа тие експерименти, меѓутоа никој пат не се воспостави тој прав, да кажем, вистински однос со нашинците во што живеат во светот. Еви ова сега што изборите, да кажеме, дава лоша слика. А сега таму првим ги повикуваат да се пријават кој сака да оди на гласање, па има некој да се регистрираат. Па има некој цензус
во вистина на последниот пратеник што влегол во Македонија на последните избори беше мислам со 7000 гласови, толку треба да се попишат во странство македонци, па за да може да гласаат, дури што беше срамно на последните избори се запиша околу 3-4000. Сега тоа остава слика дека во Македонија, во светот живеат 3-4000, тотална незаинтересираност македонци. Значи тука мора да се прават некои измени, дали да им се дозволи електронски да гласаат. Од сега видов во Австралија што е понајтрагично. Таму сме имале само мислам 2 гласачки места и за да сака некој да гласа требало да патува 1000 километри. Во Камбера знам во консулатот. Во Сиднеј и во Камбера, во амбасадата и во едно, и тоа значи за да патувале нашините таму да гласат требало 1000 километри да одат за да гласат. Значи мора тука ако сакаме вистински да гласа ова нашите што се во странство, мора да се изнајде некој механизам кај што ќе можат масовно да изразат својата волја. Сега од друга страна па и тој сега побара некој цензус до вистина на последниот пратеник, ама па не чинеше тој претходниот законник, кога беше ВМРО ДПМН 2006 година, тогаш прв пат воведен тогаш се случи абсурд во Австралија. Влезе пратеник нема влезе со 100 гласа. Со 100 гласа, точно. 100 гласа влезе таму пратеник од Австралија, така да значи мора да се најде некој механизам кој што ќе ги офати македонците масовно да може да го изразат својот глас, или пак еве сега слушавме наскоро, еве сега имаше скоро во Унгарија, секаде гласа диаспората, во Хрватска имаше избори, еве слушаме во Словенија, секаде значи се вклучени тие нивни. Зошто не толку закаскавме да речеме со таа можност да и се даде на диаспората да гласа и не се осовремени тој систем. Па не се осовремени бидејќи нашите елити тргнуваат, калкулираат кој модел им одговара, која партија не тргнуваат од интересот на македонците. Да кажат да нека гласат масовно, па за кој ќе гласат, нека гласат. Но калкулираат која партија ќе ги освои тие тројца или четвореца или петорица колку ќе бидат, они калкулираат и така го прават и законот. Ако расположението е према една партија, може да со улеснително услови, ако е према друго ќе ги заострат условите, меѓутоа треба да се направи еден закон, еден модел на гласање кој што ќе тргне од националните интереси на македонците, без разлика кој ќе ги добие тие пратеници. Ама да им се даде можност масовно да гласаат. Од ова е лоша слика што се створи на последните избори. Не се запишаа 3000 македонци во цел свет за да може да гласаат. Дали сметате дека еве отсуството на интеграција во тој дел да им дадеш можност да учествуваат и во креирањето нели на политиките во државава на тој начин дека ја одвраќа диаспората и од поголеми да речеме чекори во контексти на тоа да инвестира во државава. Тоа е веќе друго прашање, ние се зборувавме за пратенички мандати, значи ама тоа така, веќе секоја влада веќе може да си покани стручњак за министер, за директор, за советник во владата. Тоа е веќе на индивидуално ниво, на политичко ниво. Да кажеме секоја и имавме такви случаи. Имавме во претходната влада на ВМРО. Але тоа е веќе на индивидуално ниво. В случај не ја одразува да кажеме тој момент кој што сите го посакуваме македонците масовно да гласат, бидејќи дури тука во Македонија почна револта да се ствара спрема нашинците. Тоа беше неубаво, зошто они да гласаат, не плаќаат даноци во Македонија, дури и такви имаше тоа е за мене срамно и жално, значи сите сме ние македонци без разлика кај живеат и да им дозволиме да гласаат на изборите, и нека нека учествуваат во креирањето од и нашинците ги следат таму настаните во Македонија, загрижени се за својата држава, верувам како нашинците имаат тука и родини, праќаат и пари доаѓаат. Па секоја влада се фали дека најголемите приходи се од дознаките од странство. Последно некаде рекоте милијарди и 500, некаде околу милијарди и 800. Може бидејќи зборувате се на диаспората, само да кажем на реченица. Ова све што го кажува е точно и што дискутирате Мира со Јанко. Значи јас се вратив од Америка после 30 години да живеам овде. Не дојдов да се занимавам со политика па да заминам. Значи јас овде живеам и ќерка ми се врати. Син ми само живее во Америка моментално. Значи ние сакаме и си ја сакаме Македонија, независно од 5 години, 10 или имаме 2 државјанства и 20, и верувам дека сме 1000 пати подобри од овие што досега владее. Значи Македонија има страшни квалитетни луѓе кои што се она што викаме патриоти, македонски патриоти се разбира, зборуваме сега за македонците, прекрасни луѓе. Но тие не може да дојдат до израз. Зошто? Затоа што во Македонија за жал неквалитетни луѓе се добро, супер организирани преку политички структури, да владеат поточно. Добро, граѓаните гласот го даваат, нели? Значи, затоа е она што сакав да кажам, дека ние треба да ги привлекуваме луѓето од диаспората, не само да инвестираат и така натаму, бидејќи
премиерот кажа дека сега пред месец и пол дека поголеми авиони доаѓале од диаспората, луѓето зборува тоа и дека се враќаат назад, министерката за Она што го кажа образование, министерката за финансии Исто дека за ден тоа е брука невидена, кажува дека 10 најголеми дека држави западноевропските држави ќе ќе почнат да пропаднале, ќе пропаѓаат банкротирале, а кај ние нас. сме супер и така натаму. Значи е тоа страшна работа, но сепак пак ќе кажам, многу ни се важни луѓето од диаспората и една за секојаш да заборавиме, да не го лажиме народа, еве поќе од пола сат зборуваме за нешто што не треба да зборуваме. Напротив, тука треба да зборуваме што ние би требало да направиме за Така, Македонија. како да може секој да да помогне. оди напред и да се спасиме од овие криминогени структури Така. кои што 35 години владеат. Бачев, уште нешто сакавте, бидејќи Огненовски ви упадна во збор или завршивте? Не, Тука, тоа, окей, околу ќе овој одиме дел, околу- тоа. Така. Јас Пилиевски, кажам, ајде. Другиот аспект, поради Да. што се бара укинување на двојно државјанство, мене ми е јасен. Затоа што во влада на Македонија имавме министри со двојно државјанство, што не е проблем, али проблем е чии интереси штитеа. Имавме министер кој во Шпанија официјално од Имаше и председател на веројатно, Шпанија претенции, бараше мислам. признавање на Косово. Дали тој заслужува да биде министр во македонска влада, да се бори за интереси на Косово? Сега имаме и вице-премиер, кој тренутно не е во државава, кој беше советник на премиерот на Косово Курти. И тој е сега со двојно државјанство. Значи, државјан на Македонија мора да го знае македонски јазик по законот, тие седница ја водат на албански. Верувајте, диаспората не знае дека во собрание е синхрон превод и сите мислат дека седниците се водат на македонски. Диаспората треба да знае да во собрание на Македонија Па би требало да седниците се знае, водат на албански и да е само симултаниот превод и да нашите пратеници стават слушалки да пратат. Превише им е дадено на некои национални малцинства, сепак тие се национално малцинство, Бадентер и балансер никаде во свет нема. Бадентер, Добро, зашто Бадентерот него напуштен е веќе сега, нели? не е уште напуштен. При вработување Бадентер, да, али зашто тој не е сосем друг применет во принцип. Француска, каде што има мнозинство алжирци, мароканци, или во Германија, каде има огромен број 5-8 милиони турци, па да тие под Бадентер добиваат права. Зашто својата држава Бадентер тоа не можеш да го примени. Нашите македонци Нашите македонци во Србија колку сте задоволни од правата што ги уживате, господин? Имаме Мински, сите тamo? право во Србија. Србија не сега, али од порано е уредена држава, меѓутоа по тој меѓународен договор помеѓу Србија и Македонија за права за национални малцинства измеѓу Србија и Македонија, значи заштита на Срби во Македонија и македонци во Србија, не се почитува. Вие овде имате вице-премиер Србин, имате нон-стоп пратеници Срби, директори на големи компании во партиски клуч. Ние едно место немаме во Србија. Едно место нема. Зато сме опозиција долги низ години. 12 години македонци се опозиција во Србија. Сите македонци. Сите мислам, три македонски партии, политички структури да. сме опозиционо настроени, затоа што едноставно по договор кој има снага на сила на закон или ратификувано во двата парламенти, ние немаме можност да учествуваме она по член 6 и 7 на сите нивоа на власта, од локална до парламентарна. Немаме пратеник во парламент на Србија. А овде имате од сите национални заедници имате не пратеници. Зашто? А најблиски сме со српскиот народ. Огромна цифра е во избирачкиот список на македонски презимиња. Тие не респектираат као народ, али ова корумпирана власт во Србија Колку се таму околу колку во велите со избирачкиот македонски презимиња? во Што не мора да избирачкиот- значи дека се сите македонци. не мора, али сите што го носат македонско презиме, знае да има некои корени македонски. 200.000 македонски презимиња се во избирачки список од 2001 по податоци на ОПСЕ. Србија не ни дава тие званични податоци. ОПСЕ ни даде податок дека е 200.000 македонски презимиња. И во Србија сме сите на ВСКИ. Мал број на овде. Али едноставно немаме ни еден представник. Значи од сите национални малцинства се застапени во парламентот во Србија и бошњаци, и хрвати, и албанци, дури и министер е албанец сега во српската влада. Министер е албанец за национални права на малцинства. Хрват, бунјевац, сите, само немаме македонец некаде. Тука треба мало и државата Македонија да застане зад нас. Тука не треба министерство за диаспора, не министер задолжен за диаспора без портфелј, него министерство за диаспора.
да се направи конгрес, да се викнат сите наши македонци од цел свет, да се ја тоа предложив пред 10 години, го научив од покојниот Џинџич. Прво што направи кога дојде на власт ДОС и Демократска странка, ја позва диаспората да ја помогне на изградба на Србија. И распишува државни обврзници. И Џинџич лично ми рече, тоа што очекувавме дека ќе добиеме од наши, од диаспора, 10 пати повеќе добивме. Од тоа направи институции. Државата беше само во долгови. Ми рече дека нема пари да патуваат во странство на средби. А ние диаспората скрајнавме тотално и заборавивме, не ни треба. Зошто? Едноставно не ми е јасно да нема држава која толку игнорантски се осеќа кон диаспората. Сега почна ова влада нешто да прави чекори, ги поздравам тие чекори и мој предлог е да се направи рековте дека и директен очекувате контекст. да се промени нели законот за издавање За издавање на државјанство законот ми ветило веќе неколку години уште не е даден на разматрање. Значи мора да се промени тој закон полесно македонци да добијат државјанство. Ми одбиваме наши македонци да се стекнат со државјанство. Не викам, македонец од Србија лакше добива бугарско државјанство со подпишување на една изјава да се чувствува бугарин добива. И тоа е правило. Зашто не можеме ние? Јас се чувствувам дека сум македонец и да повелете државјанство. Што е кошта државата еден лист хартија да му даде државјанство, а на тој македонец од диаспора тоа државјанство многу го значи. Верувајте. Така. Да се смени односот кон диаспора подхитно и да тој потенцијал што е огромен што го има диаспора да го искористиме овде во Македонија. Така. Господине Бачев, некаде сме при крај на емисијата, последни 3-4 минути. Зборнавте некаде на почетокот на емисијата за врски со Западна Европа, условно речено, што од 60-тите години кога вашите родители отишле во Холандија, па вие 77 рековте, дека прв пат сте како станавте проруска партија сега, тоа мораме, која нели ке крикнете на Единствена Македонија на интернет, проруската партија на Јанко Бачев, Единствена Македонија. Ова е одлично Како прашање. прорусин, сега морам вака да прашам. Ова е одлично прашање, во 2-3 минути само да го продолжам. И сте се образувале висо, нели, Па на кратко, тоа беше значи универзитетски град во Холандија, да. Тоа е една тешка кампања што се направи спрема нас во тоа време. Ние не сме нити проруска, нити проамериканска, нити било каква него сме автентична национална македонска партија. Меѓутоа во тоа време, ако се сеќавате, во Преспанскиот договор нема одредба дека мора да има референдум. Значи Заев сам покрена иницијатива за референдум и беше убеден дека македонскиот народ на референдумот он ќе легализира таа промена на името, ќе добие поддршка од народ, бидејќи во договорот нема обврска за референдум. И кога распиша референдум, во тоа време го се спротивставивме ние како Македонија бойкотира, Единствена Македонија и 83 организации од земјата и од странство. И водевме 7-месечна битка во тоа време. Тоа беше многу јака борба, бидејќи на една страна беше кампањата за Европска Македонија на Заев, на едната беше Македонија бойкотира, ВМРО помале беше некаде на средина, ги повика своите, ако сакаат по сопствена волја да гласат или да не излегуваат на референдум. Меѓутоа тоа не е битно. Кога виде Заев дека ние масовно низ Македонија народот го подигнавме, значи заиграа они на антируска кампања, пропаганда во тоа време и ние имаме толку силен противник. Референдумот беше на 30 септември, ако се сеќавате на 15 септември тука дојдоа за да му помогнат на Заев Ангела Меркел, Тереза Меј, англиската тогашна премиерка, Столтенберг, Могерини, Хан, значи се нареди едно чудо тука и не успеа и ние во таа борба победивме и ја наметна таа антируска, дека ние добиваме руски пари, руски инсталации. Тоа нема врска, али во тоа време точно е, ние имавме контакти во Москва и бевме во Москва, договоривме стратегија како да го одбраниме името, бидејќи нашите интереси за името со руските се поклопија. Сепак имало значи нешто, не дека немало нешто, дека имало сепак. Ама јас секој пат тргувам од македонските национални интереси. Значи тогаш Русија нас можеше да ни помогне, не бевме членка на НАТО и се беше договорено, сега немаме време да имате контакти сега со Русија значи сега Русија веќе и да сака не може да ни помогне. Сега тие приказки дека иста религија, иста нација, иста култура, тоа во меѓународните рамки не важи. Значи таму владаат интересите, па има ли поблиску од украинците руси се спотепа, еве гледате, поблиску од нив и по религија и по култура и по. Значи тие приказки што ги слушаме, браќата вака, тоа на меѓународната сцена не игра улога. Таму се интересите и точка. И уште ова да завршам само, значи во тоа време се беше договорено, кога Заев го прати писмото во Обединените нации дека е променето името, бевме во Москва, се беше договорено. Иванов во тоа време да го прати паралелното писмо, сега немаме време да образложам целата таа тие тајни канали. Се беше договорено со Иванов, сега тоа јавноста малку знае. Денеска за мене Иванов е поголем предавник од Заев.
Во која смисла се пак да. Можехме да го спасиме, требаше он да ја одиграл улогата после на кога Заев го прати писмото во Обединените нации дека ќе променат името, он требаше како председател беше спремен од Москва да го прати името и таму во Совет за безбедност Кина и Русија ќе се го направат тоа што требаше да го направат. И до ден денеска не може да беше сменет името. Во прв момент Иванов се согласи на тие, ајде и кажам, нејавни средби. Се согласи. Меѓутоа после со тој човек што се случи го смени мислењето. И сега само може тука да шпекулирам. Дали беше уплашен, дали беше уценет, дали беше подкупен, тоа е деден историјата ќе го каже. Деден ќе го каже. Тоа беа врските што викате ние во тоа време со Русија, значи се поклопува нашите интереси. Сега е прекрасно ова што владата е сврта работата према Америка со Трамп. Тоа е прекрасно, сега немаме време да ви објаснам. Јас ова е прекрасно сега за Македонија, Трамп што ќе ги дели тие земјите членки на НАТО во групи. Сега и памтете ми го зборот, последна прилика ќе се видиме, многу брзо сега тие капки што настана во НАТО, Трамп што ги рангира тие групи и тие нас многу ги не одговараат кога ќе завршат сите овие работи во контекст да го вратиме името. Ако имаме патриотска влада што ќе сака тоа да го направи. Еве сега го фалам и Трамп. Значи во контекст тоа проруско што викате. Значи јас секој пат тргам како човека 20 години. Ама Путин и Трамп има добри односи, сега некој може ќе рече сега заради тоа. Путин и Трамп, него Трамп со Мерц. Ако видите се подобро. И значи јас завршувам со една реченица, значи за мене секој пат пред мене ја гледам Македонија и македонски национални интереси. Точка. Значи и од тука тргувам во тие, а тие приказки во тоа време, кај се тие руски пари? Ако беше така затворија, во Македонија е забрането партии да се финансираат од со странски пари. Кај се тие пари се? Него Заев играше на таа антируска кампања, не ја наметна таа хипотека во тоа време, а точно дека може дека влегле рубли по единствена Македонија, како и да е. Нешто за крај, Огненовски, дали имате да кажете? Сигурно имам да кажам. Ние сите тука. Да завршиме циклус. Да, сигурно. Се собравме тука за доброто на Македонија, за доброто на македонците и секогаш спомнам за доброто на албанците, ромите, бошњаците и турците и сите граѓани македонски што живеат во Македонија. Јас не сакам да правам поделба, јас сум чист македонец, моите дедовци се родени во Смилево, покрај тоа што носам некое име Јорго и некој мисли дека сум влав, некој мисли дека сум грк, не сум ни влав, ни грк. И тоа да бев, ако ја сакав Македонија, ако живеам тука, ќе си се борев за Македонија. Значи, затоа треба да ги поштоваме сите нации, народности, да се бориме сите заедно. Македонија ќе ја спаса не само македонците, Македонија ќе спасат од овие криминални групи, образовани, памет луѓе, независно вера, религија, нација. Значи, ние мора да се обединуваме. И порака пуштам до сите партии на Македонија, здруженија и граѓани, да се обединиме, да се тргне ова зло што владее во Македонија. Владеја 35 години, но сега веќе еве се гледа 2 години, да имаме, посакувам, не му верувам на премиерот Мицковски што кажува басни, приказни, извинете, за дека ќе имаме привремени, бидејќи до вчера викаше нема никогаш да имаме, бидејќи човекот менува, како што објаснав и само отвори уста и лаже. Значи, ние мора да се обединиме, господине Бачев, господине Горан, и заедно со нашите македонци, и да не правиме разлика помеѓу народите, бидејќи има фантастични луѓе помеѓу нас, македонски, пак ќе речем сите заедно македонски граѓани. Македонија како држава ќе обстани, македонскиот народ ќе се избори за слобода, за правда, за демократија, заедно со сите други народи и народности. Единствено само така ќе успееме да Македонија стане држава каде што ќе сакаме ние да живееме, од диаспората ќе се враќаат луѓето, а не во овој момент 35 години до каде е доведена Македонија, е доведена до катастрофа. Поточно е доведена до еден амбус и е претворена во една огромна септичка јама благодарение на 35 години владење. Не требаше да го кажеме така, на 58 години немам намера да се ги менувам ставовите. Значи се остануваат исти ставови. Океј, ви благодарам многу, тука е крајот на емисијата. Благодарност за учеството и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.